Ајде, здраво живо на сите, добро вечер. Денеска вторник, 22 часот, како и секој друг вторник. Значи, денеска правам емисијава од местото каде што, може да кажам слободно, почна 27 април. Денеска имам специјален гостин, или како некој што би сакал да каже ексклузивен гостин, кој што е голем патриот, прва работа. Втора работа е еден од ветераните на ВМРО ДПМН. И трета работа, човекот дојде специјално од Малта за да гостува во Психоманија. Се работи за Димитар Касапот од Малта. Тој, здраво живо. Добро вечер на сите. Ево вака, Диме, прво нека ти е вечно името и среќен роѓенден. Еве вака поклон од Психоманија. Благодарам. Тоа е во кесичка од ВМРО ДПМН. Една жаба, но оваа жаба не е со китарата, него оваа жаба носи пари. Така да ти донесе пари, брат, еден куп. Шеруваш емисијата? Да. Браво. Значи, ево вака, ја за почеток додека шерува Касап по неговите групи емисијата, една работа ќе кажам дека Касапот е еден од оние луѓе кои што први ја приметија, да кажам, преварата на Господинот Бейли. господинот Бейли. Тогаш е амбасадор на Соединетите Американски држави. 13 ноември 2016, драги пријатели, ни започна 27 април. И на сите браќа што се по затворите, јас главо кој им се извинувам, што го започнав 27 април. Јас, Димитар Стефановски, Касап. Сите лавови ме знаат, а и сите ВМРО-вци ме знаат. Тие што се прави ВМРО-вци. Ова Никола Груевски и компанија што ми се председатели на партија и на председатели на општински, врска немаат од ВМРО. Само Никола Груевски. Никола Груевски, Љупче Ѓорѓевски, да не ги редам. Сите што мислите дека ни биле, А Христијан Мицковски? а тој Бели ни го стави? Ето. Не бе Бели, Бели си отиде па дојде овој или Не бе, Бели кој уште беше тој Бели? За тоа ти остава. Бели пред да дојде го ставија Мицковски. Така? Добре. Ако не си заборел? Пред да си отиде Бели го ставија Мицковски. Не бе, брат. Да бе, брат. Ја го снимав Бели на локалните избори пред да дојде Мицковски у Киселова. Тоа ти кажувам. Па пред да си отиде Бели. Да, не. Јас мислам дека пред да дојде Бели го ставија Мицковски да биде. Не. Не се сеќавам. Не сум Како долго време ја? во Македонија, ама на браќата ме знаат сите и ми се пријатели на Фејсбук, поготово другар ми од Лавови, Филип Ангелов, брат. Да не зборам глупости, ама секи им по таа работа на сите што те сместија таму да видиш. Ни крив, ни дужен, ја бев у собрание, не те видов тебе да ни да го шврга да му мавнеш на зајфа, камоли да сакаш да го убиеш. Значи, ете, запознавањето со Касапот, ја мислам дека доволно беше. Во меѓувреме, да ги поздравам во моментов сите што не следат. Цаки од Рачево не следи. Поздрав до Цаки. Да, само утише го, пошто да не се јави фонија тамо. Не гледа Танкер. Ако ви исклучувам? Ако. Не гледа Танкер, не гледа и Пицано од Кратово. Кој друг не гледа да видиме овдека. Димитриевска Гордана не гледа, поздрав и до Незе. Така да, еве, денеска
да направиме мала ретроспектива на ВМРО-вските работи. Или македонските работи. Македонските ова што се извинува на луѓето не е ВМРО-вска работа, ова испадна македонска работа. Значи заради мене да се смени и име на државата. А зашто Не заради знам тоа? што да правам. Па јас Зашто? се осеќам крив дека овде застанав бе брат, јас прв. Така. Па после се наредија сите кои стоја тука, бини направивме, што направи? Така. И што се деси тоа? Ете, они го направија 27 април со зборењето, а не делата што ги направија. Добро. Ајде, објасни ситуацијата се. Не, да не зборам ја. Нели гостин, си сакаше да Да, го да, кажеш. да. Повели. Како што знаете сите, мислам дека редовно се следели, затоа и сте дошле. Тоа датата беше 13 ноември 2016 година. Кога почна 27 април, а заврши со 27 април. Ја мислев дека тоа ќе биде брзо, ама некој од врвот на ВМРО ДПМН плаќал за да лежи помалце затвор, по мое. Тоа што си крадале, туку зашо нивата на која што садиме плодови македонски сакаат да ја продадат. Тоа не ми се јасно. И овој жив што го ставме заев и за него се однесува исто. Знаевме дека лажу. Па зашо застанав тука на 13 ноември 2016? Туку знаевме дека лаже, Бранко го аболицираше. Не го аболицираше ВМРО ДПМН или некој друг. Точно. Предупредувавме тогаш дека А што предупредувавме, ние ги знаеме од 91-а кои се какви се кодочите македонски. И во ВМРО ДПМН сме ги имале. така. Кој испадна поголем бугар од бугарите? Љупче Ѓоргиевски се колнеа у него. Се колнеа у него. Овој што го викаат господинов Али Ахмети да не е случајно шиптар. Не, браќа, македонец муслиман. Кого лаже? Значи поголем шиптар од шиптарите е пак македонец. Поголем србин од србите, па некој наш македонецки испадне дека. што ви Е, реков, тоа ни е нашата судбина македонска. После на ВМРО. така. Значи поголем бугар од бугарите ни е Љупчо Ѓоргиевски. Ете го. Ако не е така, да не мрднам од овде. Значи никој да не му тепа. Господ да ми го земе душата, да ме нема, ако не е така. Срамота. Господ да не чува и да не брани од нашите права. А сега, не на вас, туку на американците и на русите да се обрати. Доста си играте мајтап, мацели ви беа 2 светски војни заради македонскиот полуостров. Оваа 3-та светска војна ќе биде пеколна за вас. За вас ќе биде пеколна. На овој македонски полуостров живее 50 милионски народ. Па дали ќе ги викате срби, хрвати, словенци, црногорци, македонци, бугари, егејци или грци? Бе, душата ни ја земавте, доста не карате меѓу нас. Ај малце скарајте се, ајде да видам како ќе заврши Украина. А? И овдека сакате. Еве ги србите излегува од Косово. Што мислите ние ќе гледаме овдека како шака јада се зафркава со 50 милионски народ на македонскиот полуостров? Значи, види, они се пробуваат да А што направат. Трета светска војна ќе биде, господо, Руси и американци. Не си играте мајтар со цел свет. 7 милиарди народ на земјинова топка загрозувате, 150 милиони руси живеат во Русија, 350 милиони американци живеат во Америка. 400.000 народ ќе запрекаваат 7 милиарди народ на земјинова топка. Зашто? За пари. Па не Ако е само за пари, не е само за пари, и за за моќ. и за диаманти, брат. Не, еве не се за пари, за моќ. Која моќ? Еве ја месечината. Чив сте толку моќни, населете еве. Кој ви смета на земјинова топка? Ете ја месечината. Излезете убав ден денеска Митровден. Слава голема. Видете ја месечината. Така, од денеска од Митровден до Ѓурѓовден, комитите одат по јатаци. Па тоа сме ние. Е, До Митровден сме овчари, од Митровден до Ѓурѓовден комити и војводи. иначе, како првата, така и втората светска војна почна од овде. Од македонскиот полуостров. Е, па, Крстете Сараево, Мараево, тоа е еден македонски полуостров. Почнува од е, кај што сега, од кај што извира Сава до кај што се влева Дунав.
До таму е Македонски полуостров. До Цариград и Солун. И сега на Косово ќе биде почетокот. Се е тука околу нас, околу србите и македонците. Е. Тука е таа. Таа е математиката. 2 светски војни. Ти Третата, ова ќе ви се случи. Ти Касап, кажи ми, вака се, колку време отиду у Малта? 20 на 18 јануари 2018. И? Морав да напуштам. Зашто? Па, имав некои причини за тоа. Не се за кажување, не се за Така, не се многу зајавно. да знаат. Ама престојувам во Северна Африка. Иначе таа е единствена афричка земја што е членка на Европска унија, Малта. Афричка земја. Па, афричка земја. Се смета Малта за европска земја. Од колонистите малтешки. А иначе луѓето зборат семитски јазик, најстариот јазик на кој што говорел Исус Христос, Господ Бог наш, ние што веруваме во Него, а семитски јазици се еврејскиот, египетскиот, малтешкиот, значи цела Северна Африка си говори малтешки. Еве сега на малтешки како се вика ајде. Еја. Го разбираме? Сите? Јас Бошко- ќе кажам ела, ајде на македонски, малтежанецот кој ќе ми каже ајде, еја на малтешки го разбирам бе. Ела бе, ела. Ела. Тоа е тоа. Бошко Јаневски прашува, вика, праши го гостино дали познава од Карпош стари ВМРО-вци од 90-та година. Познавам. Познаш кого познаш? Браќава, како ти ги кажа, кои се Мирче и Виктор. Не. Живеат на последна 24, ако ме глеdaa да ги поздравам. И што беше сега кандидат независен во општина Карпуш докторот, фармацевтот, нискиот. Не. И тој беше член на општински Карпуш. Јас кога се зачленував во општински Карпуш, јас сум член на ВМРО ДПМН од општински Карпуш. Така. Од последна 24. Работев во Тафталиџе како месар, во Јухор, во Интерактив, односно Помурка. Па дали имав 21 или 2. Се зачлених после војска. Така. До војска не сакав да бидам член на ВМРО ДПМН, бев активист. Ама откога се вратив од војска, откога ми го тргна 16-то крако сонце на кое дадов заклетва, варама, толку беше од мене. Така. Друг од Карпош? Драган Димичков? Не го познам. Попет? Не го познам. Не го. Тогаш не го познам. Сега го знам. Добро, тогаш беше дете. А, не, за политика не ме бива. Јас сум прашуе обичен Танкер, комитет македонски. Танкер прашуе дали мислиш на Зафировски. Кој Зафировски? А? Докторот. Да. Што беше сега кандидат? Да. Независен како беше? Така. Фармацевтот работи во Зегин. Апотекар. Бошко Јаневски вика, татко ми беше од 90-та година од Жданец. Јаневски. Бура. Има, А- чекај. Бошко, ако не ти Како му е тешко, напиши надимакот, прекарот, надимакот. На Бурга син му си. Како му на Бурга се името? Да, ние старите По надимак бе, мене каса. ВМРО, По сме надимак, ако немаш само надимак со у надимак. ВМРО немаш Значи не си име. ВМРО-вец. Немаш име, што си ВМРО-вец, што ти брат. значи Димитар Стефановски, ништо. Кажи каса, тоа е Сите тоа. те знаат. Него психо го вика. Ја не знаев како се вика, да го најдам на Facebook. Кажи ми се најмила, бе, Така брат. Е, така. Стојан Божа е татко. Фаци бе, браќа, фаци, вака, лик, не можам ја. Имиња. Каса, пееден каса. Иначе зверчето бе доле зверот, татко му. Е, така. Детла што имаше кафаната, детла. Сега татко му не знам како се вика, ама детла го знам. Надимак му беше, Љупчо го чуваше. Кој го чуваше Љупчо Гергиевски? Детла. Кој не го знае? Детла не е ВМРО-вец. Кажи ми за твоите релации во ВМРО аеродром, во ВМРО Карпош. Во Карпош само бев член, Така. доека имав
дојка работев како месар. Иначе, јас како почнав таму, Да. кој ни беше против кандидат на Данило Глигоровски пратеникот? Камчев! Камчев. Најголемиот поморовец. Кога бил тој поморовец? Па тој не ги кршеше, тој не го кршеше штабот на Поморов општина Карпуш. Тој бил поморовец. Или Сашо Мјалков. Или Груевски, да не бил поморовец случајно. Груевски бил поморовец. Абе кога бил бе? Јас ти го гарантирам. Абе Мјалков, татко му не бил поморовец, па тој да биде поморовец. Ајде бе луѓе. Груевски бил Значи, поморовец. од и првиот тоа во лидер на ВМРО ДПМН ниеден не е избран на Конгрес да стане председател на ВМРО ДПМН. Ниеден. Сите ни се стаени да бидат председатели. Добро. Сите, и не само на нас на ВМРО ДПМН, и на СДСМ. Од кај дојде Киро Григоров, а? Од Белград дојде. Знаеш што викаше? Поубаво да бидам градоначелник у село, него ли у градот да живеам у Драчево, последен. У Белград тоа беше последен. А го донесал у Скопје у селово, за да стане газда на селото. И со кого ја правеше он Република Македонија? А? Ајде замислете се, кој ни беше премиер прв? Демек експертска влада, па комшијата на Киро Григоров. Тоа што те поздравам. Клюшев, па знае тоа што зборам. Клюшев ни беше премиер. Што му беше он? Од втората куќа на Киро Григоров у Ново село, комшија. Карши него, Мјалков живееше. Кај беа тие луѓе до 90-та година, а? Да не ги... Вомровци биле, комуњари тешки невидени. Едниот беше посвешен председател на СДСМ, а Клюсев ни го начукаа прв министер за одбрана у ВМРО ДПМН владата 98. Така ли беше? Кој е стар ВМРО-вец, нека се сети. Кој го гласаше Клюсев да ни биде министер за одбрана? Танкер вика, Орце Камче сам си го запали джипот, после нас не обвинуваше. Абе знам, бе брат, штабот, ја бев у Тафталиџа работен месар, кај ни беше штабот? Еве сега СДСМ имаат, у тоа дуќече прошетете се у Тафталиџа на Пазарче. Браќе, ме удриш. У Тафталиџа на Пазарче, таму име на СДСМ штабот. Тоа ни беше на нас на ВМРО ДПМН штабче. На Данило Глигоровски, они ни го кршеа, комуњарите. Оствари не е комуњарите, Камче. И се? Шо се? Сега Господа ни е на помош. Овие руси и американци смират малце лопта, оти ќе биде весело. Почнува на Косово, се тргнаа браќата од институциите во Косово. А што мислат шиптарите, ќе гледаме како гинат србите? А? Абе, дечки, шиптари, едно да ви каже Касабе. Да не биде од Тирана на север Српско море, а од Тирана на југ Македонско море, а? Ова Опен Балкан на тоа ми личи. Дека ќе ве нема. Ќе ве нема. Ни руси ќе ве спасат, ни кинези, ни американци. Да, ма... Не ни дозволувајте да ни зоврие крвта македонска. Заурили крвта македонска, Трета светска војна почнува. Трета. Ни нуклеарки нема да ги спасат американците. Касат, Ако ги имаат. Вака се, крвта не зоври, ни смени ја име, крвта Абе не не, зоври. не. Сега, ако треба да се гине, Не ќе си плюкаат, идете дома, мајките ќе си ги прашат. не плюкаат северно македонци. Мајките македонки не крвта раѓаат не нас зоврила. македонците. Ако им зоврие крвта на македонките, тие ќе не натераат да одиме да убиваме непријатели на овој полуостров. Тие, мајките македонски. Сега ќе идеш дома, ќе си ја прашаш мајките дали може и дали ќе те пушти да гинеш. Кој сака да те пушти мајката, ако има грам памет и логика, пошто ако продолжиме вака да тераме, мене највеќе 99-та што ми засмета, осте бомбардирањето на Србија. На Камени мост застанав и стојам и гледам некој да ми помине фаца како мене, бел човек. И шиптарите се бели убави. Абе црнци, абе кинези, абе арапи. Абе не можеш да опцуеш, не те разбира никој на кој јазик зборуваат тие што поминуваа на Камени мост 99-та која бомбардира Југославија. Цело ни се сјати тука у Скопје и што е и што не е. Чиме така и немате простор, ово пак на русите и на американците. Еве ме се чини. Пола од буџетот и Русија и Америка војни што го вложуваат
да се наоружуваат, да се тепаат, да убиваат луѓе на земјинава топка, да го одвојат како средства, ќе направат скали до месечина да не пресава, што не чиниме тука луѓе на земјинава топка. А не војни да се водат. Глупости живи. А за И кој е бутнат на колена? Цела Европа. Остаje Европска унија. Цела Европа пати. А нашава политика ќе кажеш нешто? А нашиве шо? Нашиве. Па за- јас сум попаметен од нив, а не знам да се изразам, не па они паметни. Шо се они паметни? Кажи еден паметен политичар на Балканскиот, Чекам односно вас. Македонскиот полуостров. Ти вака како човек кој живее на Малта. Оддалеку што ги гледам. Оддалеку што ги гледаш работите. Значи, Иначе да ви што ќе кажам, кажеш за на Ќурка? Малта ви е 1 евро и 20 центи 1 литро бензин. Евро е 20. Центи. А добро, тоа пред да дојдеш. Сигурно е 2. Не бе, сега е толку. Немаат воведено санкции кон Русија. Што се мала држава и се наоѓаат во Средоземно море. Ај прашајте да видите. Добро. Ме интересира како ги гледаш работиве за Ќурка, А шо? за Димитриевски, Не за ги познавам, а знам Мицковски. чиви вазели се. Не ги познавам, а знам чиви вазели се. Добро, што мислиш, како ја водат политикава? Никако. Прават ли нешто? Никако не. Што ја прават? водат. Никако не ја водат. Пошто едноставно сакам твое мислење, не јас да ти кажам што да Нема кажеш. што да ми кажеш. Ни еден паметен човек во Македонија, што го следам на интернет, не сум видел. Да рече, Фала. еве, ајде да бидеме патриоти, да се обединиме, да идеме, не знам што, кој е тој? А па Мицковски рече дека сака да се обедини со... Абе, како? Има ли програма, има ли... Еве и да се обединат, што ќе прават? Ако се обединат. Да ја доплячкаат Македонија? Груевски ќе го апси. Некој го апси, да, да заслужи. Луѓево што се во затвори ќе си ги остави да лежат по затвори. Еве ќе лежам, ја ќе идам со нив. После што ќе прави? Е па Што ќе нека бидат каже? обединет. Од 5 милиарди ќе го направи 10 милиарди буџетот, да не плячка убаво, полесно. Не знам. Не, па, како бе може 5 милиарди буџет да има? Која е логиката? А? Колку е просечна плата во Македонија? Нормални ли сте што прете? Со 18.000 денари луѓето не можат лепче да си купат, а не 5 милиарди буџет да има оваа држава. За кого толку? За кого толку? Не ми се јасно. Нема логика некои работи што се Па чуваат. добро, се има 5 милиарди буџет и рачунај дека има еден куп овие марихуана што произведуваат фарми или како се викаат и оранџери. Има Прилип на средства. прилив на средства у Данок буџет. плаќаат Да, многу. данок плаќаат тие, Ако мислам. плати еден денар тие сите, ја тако да си го течем одма. Мислам тоа главен им беше Заев. Сега пак им е Заев главен, ама оценка. Така да не знам, овој новиот Таче. Ти го гледаш одалеку вака се Па како поздравува. ќе му каже Торбешот Али Ахмети, така ќе правил, а? И двајцата и тој и овој на тако да ги ставам, да ви кажам право. Добро. Како ќе му кажам Торбешот Али Ахмети. Еј. Добро, а опозицијата? Која ние сме опозиција, ја и психо не, ВМРО ДПМН од председател на месен комитет па натаму, во ВМРО ДПМН членството не бира никој. Абе ни председател на општински не бираме. Ние како членови, психо, каса, бираме во нашите местни комитети. Членовите, председателите, ние си ги бираме. Значи, председател на месен комитет е 3 пати појак од председател прво на општински, па овде Скопје градско ниво, па председател на партија. Да ги прашам кој ги избрал нив тројца? Тие 3 хиерархиски функции. Кој? Кој? Председателот на партијата го избрале делегати, Бејли бе го избра кој е а са вчера. делегатите ги избира председателот. Ни го праша Груевски кој ќе биде, ни го праша Мјалков кој ќе биде. Сите се палат, овој го бирал, оној го бирал. Бели го бираше. Односно америчката амбасада. Затоа им се обратив. И на американците и на русите. Доста бе луѓе, Трета светска војна. Ја почнаа, србите се повлекоа од Косово, од институциите. Знаете што значи тоа? На орезот стаиле прст, само чекаат
момент кога да почне. Ама кој ќе почне нема крај. Нема да биде како 45 аман доста беше. Кире припор не гледа. Знам. И то што у затвор не може да се пушти да не гледаме. Да. И Мери Арсовска исто гледа. Поздрав до Мери. Поздрав и до Кире од припор. Хвала браќа. Така да. Голем месен комитет припорчен. Да, и многу силен. Брезличани бе брат. Затоа што месен. Па зошто е општински аеродром силен? Што мислите? Па и таму има брезличани. Па дека се брезличани. Затоа е силен општински аеродром. Ова пички бе у душа што живеат по зградите кај мене, еден нема ВМРО-ец. Како? Не, вака како мене пред Нова Македонија да застане. Тимчева. Прв пат го видел, човекот го стане градоначалник. Кој го бил тој ВМРО? Од Берово. А од кај сака нека биде? Бе Беровчани не го знаат, ја да го знам. Нека се појави некој од Берово, а ме знаат доста лаво имам од Берово, да кажат, го знаат, не татко му. Не има дали го знаат. Па го знаат бе, син му на татко. И Касап? Што е тоа? Си одам у петок луѓе, Господ да ви на помош, зимава, не знам како ќе ја претерате, мене тоа највише ме плаши. Абе, види, ние ќе ја претераме зимата, брат. Значи, вака, така, македонскиот народ... Абе, ние ќе ја претераме, ама војна ако има војна, јас се враќам третиот ден, привајќи ако треба. И па, војна ако има, ќе има после февруари, брат. До февруари сигурно нема да. Ќе ја прават американците русите голем. Ни една војна не почнала у зима, бе, брат. Еве, и Украина почна 24 февруари, брат. Не знам. Секоја војна почнува на крајот на февруари. До февруари, чим до сега не почна, значи до февруари сме раат. Да пројде зима. Па сите полицајци од Косово се тргнаа на Срби. Да. Сите суди се тргнаа. Сите како им се викаат, јавни обвинители срби се тргнаа. Тоа е голема работа. Сите што беа во администрацијата, тоа е гадна работа. Сега гадна работа. Дали е гадна, некој вика дека се тоа вазали од Вучич натакнати. 101 народ вазали на Вучич, толку имам Срби на Косово. 101 народ не се вазали на Вучич. Не целна. Значи збориме за овие сега што излегла паметивот го видел. Да, Арно Северна Митровица. Да. Па колку народ имаш? Точно. Сега па овдека извинете, вака ја почнав 27 април, ама позади нас одеа по 20.000 народ имаше, преку ден некогаш се шетавме од влада до собрание, така ли е? Преку 20.000, ој дој напред. Што не сопреа кога влеговме собрание. И 5.000 да бевме. Не имаше ни толку. Што не сопре некој. Па не, види, Крсто дојде и ни отвори врата, брат. За после тоа да гласа за Северна и да си добие кешче. И луѓево да бидат у затвор, а он да си прочита кода. Не извинувам, ја го почнав 27 април, но не можев да го довршам. На мојче. Иначе, чекај да видиме Пицан што вика. Се повторуваме. Па дојде бе, приклучи се во емисија, каже нешто ново. Пицан цело време, секоја емисија ме прати. Значи... Нема што да кажам бе, нема. Ајде војна. Јас сум ова, еве го Косово, натаму е. Ајде, или не. Првиот шиптар ќе го видам, сакате да почнам ја војната? Сега ќе го приколам. Знаат бе, и шиптарите не знаат како каса, пулавови бе, луѓе. Знаете вие кој сте тука пред вас, пред камера, Каса под лавови. Да, еден од најдобрите борци во лавови. Ами 4 дена и 4 ноќи у шиптарски гробишта сум се криел. Кој волци, кој тигри? 4 месеци, 20 дена, дома се нема вратено. Добре, и Пицан очекува малце и ја да искоментирам за моменталната политичка ситуација. Што моменталната ситуација, заборавете, војна ќе има на ова наше дереже. Гледайте го Косово, не гледайте Македонија, продадени души сите политичари. Освари не продадени души, дудлачи. Мисля дека ќе дудлачи руси и американци? Додека да има војна, сега и јас малце да кажам. Не знам.
5 дена у да. Македонија, што? Е. Што можам да знам? Значи ја би го искоментирал денешниот настан што се случи у град Скопје, кај што Трајко Славевски повторно се чачка со Данела. Типот, јас него го викам шестар професор, затоа што... Ба добро, јас сега ги Ни знам. Данела, ја знам. Значи, јас ги знам и да им кажам на Трајко гледачите. Славевски знам него го ставија министер тамо за финансии. Добро, јас ги знам и сега да им кажам на гледачите. Трајко Славевски глумеше повторно некое лудело на советнички прашања, каде што советниците го прашуваат градоначалникот за их прашања, за их случаи, и каде што градоначалникот треба да одговори на тие прашања, Трајко Славевски вика, ти го одземав зборот и вика на советникот ќе му одговараш писмено. А градоначалникот тука и сака да збори, сака да го одговори прашањето. Зашто? Затоа што според Трајко Славевски Данела градоначалничката имала недоличен говор. Данела имала недоличен говор, а неговиот говор бил доличен затоа што типот немал копче за да ја исклучи. Еве го Лаки се вклучи. Лаки Ефремов. И он беше на 13 ноември 2016, со него опршавме 27 април Лаки. Да. И се Трајко Славевски почнува да глуми, мисли дека е многу интересантен ако го глуми Таља. И уште од озгора му кажува Данела дека е непристоен, дека е идиот. И овој уште си додава, вика, јас сум Хитлер. Бара да се причиче. Поздрав, Боро, се почитуваме, но Данела очигледно настапува исполитизирано. Тимчо, и арогантно. Тимчо, Данела настапува исполитизирано и арогантно, и јас да сум на незино место, на истиот начин би правел, доколку ми го направи исто Мицковски тоа што ги го направи на НЕС. Дури ја би бил и бетер од неа. Ја не би му дозволил на Трајко Славевски да ми го земе микрофонот, би му го искршил носот. Не би му дозволил да ми земе збор денеска и да каже јас ти го земав зборот, а одговор на прашањето на советникот ќе му даеш писмено. Кој е он да ми каже дали јас писмено ќе му давам одговор или усмено? Затоа што градоначалникот го бираат граѓаните, без разлика кој. Пред изборите се збореше и кажував, јас лично кажував, дека Христијан Мицковски треба да верува на членството на ВМРО-ДПМНЕ и на членовите на ВМРО-ДПМНЕ, а не да става луѓе од надвор. Независни. Зашто работат членовите на ВМРО-ДПМНЕ ако треба некои независни да бидат на функција? Толку ли нема кадарни во ВМРО-ДПМНЕ? Сега, нема, си ја намести Незе, гарантираше он за неа, вика јас гарантирам за неа, он ја става, го убедува членството да работи за Данела, да добие на избори, искача со една програма и за Данела, и за Советот, чекам, и за Данела, и за Советот, со една програма искача, значи двајцата ќе го работа тоа, и советниците и градоначалникот, и сега одеднашка Пупу не важи, зашто? Затоа што му ги зема парите. Му ги изведи парите од джеп. И тоа е лоша политика. Нели сите се бориме против Арамилук, против задкулисни игри. Он гарантираше за неа, викаше, она ќе биде хардкор жена. Еве хардкор жена е. Ако ти си гарантирал и сега не го исполнува она тижда што си гарантирал, значи треба да си поднесеш оставка, бе, пријателju. Која гаранција иначе ја даваш? Не да кажеш сгрешив, извини. Не, него сгрешив, си поднесувам оставка, нов конгрес.
И се избира ново дете, нов председател. Ете, за тоа јас, на пример, го кажувам ова за Данела. Затоа што за Данела јас лично зборев пред избори. Критикував пред избори. После избори, од кога се избра Данела како градоначалник на ВМРО ДПМН, тука веќе нема што да се критикува или да се вика пупу не важи. Нема пупу не важи дома. Затоа што овдека во Скопје 600.000 луѓе, 700 колку и да се, значи се под управа на градоначалникот, бидејќи тој е избран од граѓаните. И на изборите е избран со 8.000 гласа повеќе од советничката листа. Значи, покрај членството на ВМРО ДПМ и симпатизерите, за неа гласале и други. Затоа, ако е некој чесен, поготово од тие советниците тамо што глумат лудило, педерана дволична, и искачаат во програмата тука пишува бесплатен превоз. Па ако пише бесплатен превоз со истата програма вие настапите. И советници сте, дајте предлог бесплатен превоз и крај на пришата. Ете не е Данела, вие сте. Толку едноставно. Ама не ви стиска, затоа што знаете дека ако се направи нешто такво, целиот буџет на град Скопје треба да се даде во градски, затоа што тој градски мора да функционира. Има луѓе за плата, за да не штрекуваат за 3 дена што им касни плата. Има 300 и кусур автобуси, што треба да се одржуваат, делови да се купуваат, гуми да се купуваат. И нови автобуси. Тоа е плюс. И целиот буџет на град Скопје ќе треба да се даде во ЈСП. Ама сега они искачат во програмата Данела ветила, а истата програма оние имаат. А од друга страна, овие од СДС им пукаат сеир, им се смеат и уште, као ај сега, ние уште толку ќе долеваме масло на огинот. Зашто? Затоа што некои ухлебени, здраво Марија, еве советничката на град Скопје, што редовно мафта со програмата во Совет, се вклучи да не гледа. Ако некој, да. Па Значи, и таа одеше со Даниела од врата на врата за таа програма. Точно така. Ја не оде бе господја. Ти беше чести советник. И сега, Колку што е Даниела крива, толку сте вие таму криви у тој совет. Логиката на нештото така збори. да, меѓу другото, јас вака како јавна личност, да не ги набројувам другите нејавни личности што биле примени на некои други места, јас имам можности да си кажам вака, затоа што сум јавна личност, имам прес, имам дозвола, ево вака, прес, значи, и можам да си кажам јавно мислење. Бидејќи официјално правно, јас сум, покрај тоа што сум јавна личност, јас сум јавноста. И јас го зборам оно што го збори обичниот народ. Затоа и Психоманија е емисија, не за разлика од сите други емисии, е за обичниот народ. Во Психоманија гости и луѓе кои што учествуваат се обични луѓе. Да. Не се аналитичари, не се политичари, не се не знам си кои тамо, што секој ден едно те исто се вергла. Не, луѓето сами си кажуваат. Оние кои што имаат храброст и оние кои што сакаат нешто да кажат или нешто да направат. И тоа сакав да го искоментирам, значи, за денешната состојба. Тоа е околу Данела. Втората состојба е од вчера. Вчера имаше дилерска средба. Не лидерска. Ниеден не е избран од партијата, од членството. Ниеден од тие. Да. Се избран, не е избран официјално правно, они им се председатели. Така. Ни се председатели. Арно, ама јас ги викам дилерска средба од проста причина, затоа што сите тие тамо на еден начин се пазарат, како на пазар.
ја тебе ова, ти мене тоа. Јас да ако подржам ова, ти треба да подржиш она другото. Пазар. Значи, ако е лидерска средба, во тој случај треба да биде јавна, а не тајна. Треба да биде пред камери, а не зад затворени врати и новинарите да чекаат во прес-центарот горе, за после тоа Таче да искочи и да прави муабет како они не знам што имале на таа средба и тие од протокол на Таче да викаат дека 26 медиуми со просек ајде по еден новинар, нека има 26 новинари, може да постават само 3 прашања. И како така? Па толку е решено дека може. Не може толку да е решено. Кој се они да решат? Јавноста треба да биде информирана. Со 3 прашања не може да биде информирана јавност. А овие другиве, што демек се опозиција во собрание, тие си ќутат, мудро молчат, затоа што овие 3 прашања 90% не како што и беше, сите 3 прашања беа од провладини медиуми. Едно прашање се уфрли случајно од невладин медиум и толку. Ете имаме и публика. Така да едноставно мора да се реши таквата ситуација, а може да се реши исклучиво само ако има новинари кои што буквално ќе ржат тамо и ќе се расправат и ќе се борат за својот глас. И на крај, третата точка која што сакав да ви ја кажам од домашнава политика, исто од вчера, сосема случајно, не сакајки, беше избран за јавен обвинител, главен јавен обвинител. Торбеш. Да, бе се, Торбеш е албанец. Не. У Заев ни еден шиптар нема. Добро, Торбеш. добро, се тоа... Нега не ме лажат мене. Да бе, 48... Они сами себе нека си се лажат дека се шиптари, ама у Заев нема ни еден шиптар. Да, не знам шиптарски да зборат. И 48 Гоце Делчев од Тито која барал независна Македонија. 48. Седеме вие од диаспората, не ме нервира сега. Кај има шиптари у Заев, не ме Заев? Има. Нема ни еден. Добро. Значи, човекот е избран и случајно е од Дуј. Од Зајас бе, не од Дуј. Од Зајас е од целото. Јас не те прекинував која правиш. Да ти кажам, може не си информиран. Не сум, ти си поише информиран од мене. Србине, брату, во живот се прават грешки, но не треба сега како македонци да се критикуваме и да се напаѓаме. Ние самите... Јас сум крив за 27 април. Чекај бе. Ние самите... Ние самите се сочуваме државата, Маријан Пицан вика, абе, психо на сите институции скоро главни поставени се албанците. Тачно, тоа ми беше зборот, дека дури и јавниот обвинител е ставен и лично можам да предпоставам, значи не гарантирам, не убедувам, предпоставувам, мислам дека овој јавен обвинител све што има криминал Дуи, све што има предмети за Дуи, ќе уништи. Нема ни една постапка да покрене за Дуи. И така ќе си остане и во историјата ќе си биде запишано дека сите криминали се правени од македонците од СДС и од македонците од ВМРО, Арно Ама од Дуи 20 години на власт, они биле безпрекорни, билбили. Билбили, ништо они немаат направено, ни еден криминал. Тане века сите го замеруваат народот за полесно да го плячкаат и во иста супелка сите дуваат. Точно Тане така си е.
Значи, сите тие буквално 3 точки се повторуваат она што ви го кажував јас и предходно, кога ви ги читав 10 точки за манипулација со широките народни маси. Се наоѓа една точка небитна, како Данела, што се однесува на град Скопје, Замајуваат јавно. ја замајуваат јавноста за од оваа страна да се избере јавен обвинител и да заврши мирно, тивко, скоро неприметно дилерската средба во собрание. Појо вук магарца. Кратко и едноставно кажа. Така да, колку е сатка се? Идеме, веќе идеме 43 минута со лајвот. Ја тука, пошто е ладно, ако може да видите, да приметите, да идеме малце да се стоплиме со касап. Тука би ја завршил. Ако е зарно, доста. Да, тука би ја завршил емисијата. Па следниот вторник пак. Следниот вторник пак и до следниот вторник ќе гледам да соберам и повеќе информации и да пробам да го направам она со клипови. Тоа што ти посакува среќен пат. Хвала, брат. Јацо, брат, извини. Ти го спаси овој да не умре. Како го вика, тој беше од струга. Села. Да. Ти го спаси од затвор заради него. Будала, тој нормален ли шо бре? Па прво него ќе го утепам. Не да може да почне војната. Ја го решавам него. Имам 5-6 шиптари за кинење глави одма од прва. Вака, да ги нема. И глупците дома ќе им ги утеп. Така. Касап. Повели поклонот, среќен роден ден уште еднашка, дека ти е вечно името. Хвала, имен ден и роден ден. Така. Пријатно, браќа, и да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови. Поздрав и се гледаме.